Здраво. Гледам пратениците, земавте си по 2 недели пауза. Нема што да кажете. Што ќе кажете вие од вас се овоа се? 30 години ја крадете државата, 30 години уништувате, 30 години и кусур сложно действувате против вашиот собствениот народ. Ставате на секое место се по-неписмен човек и по-неписмен, за да може да го контролирате, а со тоа вие да може повеќе да крадете, да уништувате. Страшно. Наместо да се соберете, нели викате одговорност ќе има? Каква одговорност? Од која одговорност тражите? Од обезбедувањето на дискотеката, од тие најмалку што се криви, што се спасувале вечерта. Кажав ви закон да донесете, закон за потекло на имот. Ама не смеете да го донесете тај закон. Заедно сте у криминал, овака врзани. 30 години плячкате. Ако донесете таков закон, треба сами себе да се апсете. Тоа е проблемот. И СДСМ, и ДПМН, сите сте у истата каша. Сите сте. Сите стркате од истата манџа. Од народната. Болници не имаме у државата, ама патни трошоци има. Нели? Од 10-15 илјади евра патни трошоци. А панажи има. И народот не мало зашо да протестира. Абе, народот е мирен, имате среќа и што е мирен. И така треба да остане мирен, пошто вие сакате крв. Вие уживате у тоа. Вие да не кефте крв, немаше да го дозволите да го има. За укочени за дискотеката, сите криви, до сега ги најдовте, обезбедувањето најкриви, ама тие па на смена шо беа, и тие што се у изминатите 5-6 месеци, и началници, и сменоводители, тие па не се криви. Тие ништо не се знаеле. Тие најверојатно у некоја брашнара имат работено. Не у МВР. Или па вие тие што ги ставивте на функции, па не се криви они. Они ништо не знаат. Они од Марс са паднали и таа вечер дознаат што се случува. Рација правиле. Абе, кој лажите рација, знаете ли кој се прави? Улава се унатре у дискотеката. Палат се светлата, гаси се музиката. И така се прави рација. Така се прави проверка. А како вие на толку гласна музика, на толку народ унатре, рација правите? Каква е таа рација? Па вие не може да се пробиете низ народот. Каква рација сте правили? Или мислите сите самутови? Па ќе ќутеме сега. Ај ќе ќутеме, те уште 2 недели политичарите распуштија си парламентот и они имат пакеш за трошење. А отиме и по 2 недели не ги ослободете сите у приватните фирми што работат. А? Те така и да ги ослободите луѓето. Како вие што си земате слободно, што сте распуштите на 2 недели сложно. Зашо се распуштувате? Нема што да кажете. Ќутете сите. Ќутете, па ќе ќутете, знаете дека допринесоте за ово. За се што се случува. Не ве е срам. Терајте си ја одговорноста, тражете си ја и у тие вечерта што беа на работа. И претходно што са биле, значи што се одговорни. Не може тие ништо да не знаат. У брашнара не са работили, ако што знам, у МВР биле вработени. Како бе сите други са виновни, ама тие никако не са виновни. Тие шо са? Иземани се од случаево. Тие вие ги назначивте и тие се чисти пред закон. Иако знаеле 1 година уна за што се случува, нели?
Ама нема врска, па тие ваши се. Играете си. Играете си, ја ви кажувам дека си многу играете. Само не може од играчка плачка да испадне. Народот е многу мирен, ама пробувате де се росоиди, де ова, де онова. Кои се росоиди, бе? Абе, на народот му е скиснано, бе. Абе, скиснано му е на народот, бе. 30 години го крадете и го омаловажувате. 30 години истите финти и користите да го скарате народот еден меѓу друг. 30 години. Не од вчера тоа. Ама овај пат нема да ви пројде. Сите заедно, и албанци, и турци, и роми, и власи, сите заедно ќе излезем. Ќе се траже правда и за Смилковско, и за Дурмотурс, и за Беса Транс, и за детето со стуен удар што го утепа, и за Фросина, и за претходната Фросина, за многу и за дискотеката, многу. Не е човечки ово што го правите. За себе на вас народот крив. Вие не сте за ништо криви, вие сте светците, вие сте паметните. А уствари кога ги погледнеш, па да, паметни сте. За да можеш 30 години да го плячкаш народот сложно и народот да си кјуте, треба паметен да бидеш. Ама на се има крај. На се. Само нуклеарна будала би ве гласала и би излегла на избори. Или ај дух со вас што е угортачен, е тај да. Оноа другото, никој нема да искочи. Никој. Не верувам човек со човечка душа, со сочувство, со храброст, да искочи да ви дае подршка. На никој од политичарите. У изминатите 30 години што владеете. На ни еден. Кјутете си, а? Кјутете си и распуштете се. Уште 2 недели си дајте одмор. Терајте си го вие одмор до крајот на мандатот. Или па терајте додека не ве народот распуште скрос. Не бива вака. Не бива. И човек ви праќав со министар за финансии да се сретне за да се направи блокчейн технологија за да не може да се краде. Ама прткате го. Не ви треба. Не ви укорис да се направи нешто што не може да се краде од народот. На вас ви укорис да има мито, да има корупција, да може да лапате за една година, да може да обезбедете поколенија. Тоа ви е на вас укорис. А тоа да се спрече крадењето, но никаква корис не ви. Никаква, дефинитивно никаква корис не ви. Затоа се ја распуштате сега. Па обвинувате други, соросоиди и глупости. Да не се повторувам само. Има многу да кажам, од почит кон жртвите ќутам. На половин фамилија не можам да и се јавам, да ги погледнам у очи, да ги прашам. Што да ги прашам? Како ли се? Знам како се. Душата ја изгоровте на сите. Тоа е друштво. Господ со нас и помеѓу нас. Гледаме се овие денови. Ќе почекам уште една недела, 2. Една недела